Ова се настаните за денес. Земјава подготвено се справува со пожарите, велат од Дирекцијата за заштита и спасување. Охриѓанката Јована Котушевска во борба за европски шаховски медал. Утре започнува новата учебна година. Мал дел од учебниците ќе доцнат, кажа министерот Шакири. Градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски им посака топло добре дојде на 27-те нови првачиња. Половина век меѓународна научна конференција за македонистика. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло со измерени максимални 26 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ведро и свежо. Утре локално во западна и северозападна Европа и во северна и североисточна времето умерено облачно и нестабилно со дожд, ветер и ниски температури. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево со локална облачност и свежо со дневни температури под повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево, ќе има локална облачност и ќе биде топло. Максималните дневни температури од 25 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во петок свежо утро, утринските температури од 9 до 19, а времето во текот на денот сончево и топло со слаб североисточен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија од 25 до 34 степени Целзиусови, а УВ индексот со вредно 6. Во Охрид во петок свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло, минималната 13, дневната 26, а во сабота сончево и топло време со температура до 27. Во недела сончево време со локална облачност и високи температури, утринската 15, дневната 28. Во понеделник умерено облачно и нестабилно време. Ќе има врнежи од дожд, ќе биде посвежо, а во текот на денот сончево со локална облачност. Минималната температура 16, дневната само 20 степени Целзиусови. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Тамаро, Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади Плазма кувари, хуманитарна Плазма сладкарница, Плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и Плазма Лейк Крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со Плазма. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Климатските промени е една од причините за зголемениот број на пожари во земјава. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат, земјава подготвено се справува со пожарите, годинава за прв пат беа активни 3 трактори за гаснење пожар. Расте бројот на пожари во земјава. Противпожарната единица во Охрид годинава интервенираше на 170 пожари.
Во соседна Струга само во месец август се случиле 53 пожари, а од јануари до денес 163, додека во Кичево годинава имало 153 интервенции. Причина за порастот на пожарите во светски рамки се климатските промени. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат земјава подготвено се справува со пожарите. За прв пат ова лето во функција беа 3 ер-трактори. Секоја година, ради климатските промени, ради сите други околности, пожарите се многу почести. Значи, ако досега се зборуваше дека во одбраната ние треба да одвојуваме 2%, веќе во Европската комисија, односно во механизмот на последните состаноци се зборува и за зголемување на придонесот на владата. Поради пензионирање недостигаат пилоти и технички кадар за авионите за гаснење на пожари, зашто наскоро ќе има оглас за нивно ангажирање, најави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување. Ако сакаме истиве да ги ставиме во пулот, односно во резервните сили на механизмот на Европската Унија, ќе треба да имаме дополнителен ангажман на пилоти, на техничари и на друг персонал, со кој што нормално сите обврски околу овој ангажман ги превзема веќе Европската Унија. Буџетот на Дирекцијата за заштита и спасување во земјава изнесува 5 милиони денари, но потребно е негово зголемување, бидејќи според експертите, вложувањето во превентива значи заштеда при елементарни непогоди. Успехот на неодамно одржаното младинско првенство во шах во Струга и сребрениот медал кој таму го освои на охридската шахистка Јована Котушевска во класата девојчиња до 12 години и го отвори патот до борбата за европскиот шаховски трон. Европското првенство за младинци кој од 5 до 14 септември ќе се одржи во Мамаја, Романија. Љубовта кон шахот на Јована ја пренел нејзиниот дедо, уште кога имала само 5 години. Сега таа ќе биде дел од тимот на најуспешни млади шахистки кои во Романија ќе представуваат нашата земја. Црно-белата табла на шахот еволуираше повеќе од 2000 години за да биде она што е денес. Има богата историја преполна со многубројни возбудливи приказни кои чекаат да бидат раскажани. Една таква приказна на почетокот на месец септември од Европското првенство за младинци во Мамаја, Романија ќе се обиде и да ја раскаже и младата охридска шахистка Јована Котушевска. Таа ќе ги брани боите на Македонија и на својот шаховски клуб Алкалоитот Струга. Љубовта кон оваа игра уште кога имала само 5 години на Јована и ја пренел нејзиниот дедо, а првата нејзина средба со шахот во шаховски клуб во Охрид била доволна за една долга и искрена љубов и посветеност. Шахот е платформа преку која децата може да ја развиваат својата логика, па дури и математичките вештини. Јас покажав интерес во шахот кога дедо ми ме научи, порано кога имав 5 години. А тогаш се запиши во шаховски клуб на Охрид и дознав дека многу интересна играта шах, но потоа јас кога поминав прво оделение и второ оделение, дознав дека многу ја сакам математиката и некој ден мајка ми кажа дека биле некако поврзани. Ако си бил добар во математика, си бил добар во шах. Уште пред 2 години кога го освои првото место на општинскиот надпревар, извесен беше нејзиниот пат до борбата за европските одличја. Се помале бројот на соиграчи од нејзиното семејство, нејзините пријатели кои го сакаат шахот и нејзините соиграчи од клубот кои се предизвик за Јована. Достоинствени во победата и претворање на поразот во лекција. Шахот е игра каде што се укинуваат сите бариери и разлики. Во него сите се еднакви. Но за да се одигра една возбудлива партија шах, треба да се навлезе длабоко во бројните тајни на оваа паметна игра. Јована ги учела и ги учи од сите со кои игра, почнувајќи од нејзиниот дедо, па се до тренерите и соиграчите во клубовите. Творањето е многу важно, зашто ти одзвучи каде ти ви се пешаците наместени и тоа ќе е многу важно на крајот на играта. Омилено отворање ми е италијанското отварање, зашто е најстабилно и многу брзо правиш рокада во отварањето и лесно можеш да играш. Па најмногу работиме на отварања и тактики, мислам. Друго, тие се најважни во шах. Исто е да знаеш како да можеш да превидиш
тој што ќе игра и да ја анализираш многу добро играта. Но сепак најважно за децата е што шахот пред се е една забавна игра во која се ангажирани двете хемисфери на мозокот, па така, од една страна се развива коефициентот на интелигенција, од друга страна и емоционалната интелигенција. Придобивките од изучувањето шах се многубројни и долготрајни. Прво ја зголемува концентрацијата, односно фокусот на одредена тема подолг временски период. Понатаму ја зголемува така наречената фотографска меморија, бидејќи шахот е игра на слики. Во ерата на дигиталната технологија и вештачката интелигенција, кога се достапни најразлични програми, апликации и симулации на шахот кои може да се играат на компјутер, Јована сепак предпочита спроти себе да има реален противник. Па мислам дека подобро е со жив противник, зашто има повеќе можност да сгреши, игра како нормален човек, зашто компјутерите и на компјутерите што кога ќе играш, тие се програмирани во момент на играта да сгрешат и многу глупа грешка да направат, за да одма да ги победиш. Најдолгата партија шах која Јована ја одиграла траела 3 часа. Се сеќава дека била долга и мачна игра, пред се игра на нерви која завршила со реми. Јована ги следи редовно видеозаписите на шаховските партии на големите велемајстори на оваа игра. Нејзин шаховски идол е американецот Хикару Накамура. Јована сега ќе биде дел од тимот на најуспешни млади шахисти кои ќе ја представуваат Македонија на Европското првенство за младинци од 15 до 14 септември во Мамаја, Романија. Утре започнува новата учебна година, за прв пат со пролетен распуст. Најголем дел од учебниците за основно образование се веќе испорачани до училиштата, додека помал дел, претежно учебниците за 6-то оделение, ќе бидат доставени веднаш после одобрувањето од Националната комисија за учебници, а во меѓувреме на располагање ќе се дополнителни помошни материјали. Кажа на денешната пресконференција министерот за образование и наука Јетон Шатири. Учебната 2023-2024 ќе започне навреме на 1 септември за прв пат и со пролетен распуст. Најголем дел од учебниците за основното образование се веќе испорачани до училиштата, но 600 оделенците сепак ќе почекаат за нови учебници. Имено се чека одобрение од Националната комисија за учебници, а дотогаш учениците ќе учат од помошни материјали од Бирото за развој на образованието, кој ги има на веб страната на Бирото, кажа на денешната пресконференција министерот за образование и наука Јетон Шатири. Најголем дел од учебниците за основното образование кои се одобрени во изминатата учебна година, како и дел од новите од трето оделение, изработени согласно новите наставни програми, се веќе испорачани до училиштата и апелирам до раководството на училиштата уште на првиот училишен ден да ги доделат до ученици. Останатиот помал дел, тоа се претежно новите учебници за 6 оделение, ќе бидат доставени веднаш после одобрување од страната на Националната комисија за учебници, а во меѓувреме на располагање се и дополнителни помошни материјали кои ги изработи Бирото за развој на образование. За средно образование само за една година се одобрени 150 нови учебници кои етапно ќе се доставуваат до училиштата во тираж кој ќе се пријави од самите училишта, кажа министерот. Во меѓувреме овие учебници се доставени во електронска форма на веб порталот eučebnici.mon. Втор аспект на кој се осврна министерот на денешната пресконференција беше подобрувањето на инфраструктурата во образовните установи. Реконструктивни инфраструктурни зафати се извршени на 56 училишни објекти во земјава. Од утре учениците во неколку училишта ќе имаат подобри услови за настава, кажа министерот. Се подобрува пристапноста и за учениците со попреченост, хигиенско-санитарните услови во образовните установи, нивната енергетска ефикасност, за што се вложени 4,5 милиони евра, информираше министерот Шакири. Дополнително сакам да информирам дека во тек е изградба, односно доградба на 4 нови објекти. Благодарен сум на раководството на целата влада што дава приоритет на условите во образованието и годинава како изминатите две имаме годишен буџет за капитални инвестиции од над 16 милиони евра и како министерство само лани реализиравме над 94%.
Исто така, тој каже дека набавен е мебел за опремување на кабинетите по природни науки за 264 основни училишта и опрема за основни и нагледни средства за кабинетите по природни науки за 358 други училишта, кажа министерот. Тој информира и дека денеска 46 наставници од основните училишта ќе добијат звање ментор, се со цел унапредување на наставниот процес. До сега звање ментор добиле 250 наставници. Пред утрешниот почеток на новата учебна година, градоначалникот на Дебрца Зоран Ногачевски денес приреди свечен прием за 27-те првачиња од основното училиште Дебрца. Посакувајќи им топло добре дојде во светот на знаењата, Ногачевски на првачињата им додели училиштен прибор кој традиционално го донира фондацијата Капинков на бизнисменот Драган Капинков од Австралија. Пред првачињата и родителите, градоначалникот уште еднаш ја потенцираше заложбата дека како локална самоуправа постојано ќе вложуваат во училишната инфраструктура, во наставниот кадар и мотивирани ученици, се со цел учениците во општина Дебрца да бидат меѓу најдобрите. И оваа година Дебрца на сите првачиња ќе им додели еднократна парична помош во висина од 5000 денари. На барање на охридската публика, општина Охрид продолжува со низата настани за деца преку програмата за култура за 2023 година. Утре 1 септември на сцената кај Трговскиот центар Амам со почеток во 19 часот и 30 минути ќе се одржи театарската представа за деца Озо и Бозо. По повод почетокот на новата учебна година повторно со нашите познати актери Магдалена Ризова Черних, Сашо Ристовски и Тамара Ангелеска ќе се одржи театарската представа за деца Озо и Бозо. Представата има за цел да се испрати универзална порака: со насилство не, со дружба може се. Низ многу згоди и незгоди со оваа представа се упатува апел до децата дека важно е да бидат другари и секогаш да си помагаат, а насилството да не го применуваат во ниеден облик. Насилството во домот и во училиште не, со добри се дела секаде и се. Половина век меѓународна конференција за македонистика, научен собир за јазик, литература и култура со најголема традиција во регионот. Македонисти, балканисти и слависти од 15 различни држави од сите страни на светот доаѓаат во Охрид. Од утре, 1 септември, до недела, 3 септември, ќе се одржи 50-та меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Оваа конференција е научен собир за јазик, литература и култура кој е единствен во регионот со толкава традиција на континуирано, непрекинато одржување и по бројот на објавени зборници на научни трудови. Централните теми на годинешната конференција ќе бидат за делата на великаните Крсте Мисирков и Ацо Шопов по повод значајните јубилеи 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи на Мисирков и 100 години од раѓањето на Шопов. На конференцијата ќе бидат опфатени традиционалните теми, македонскиот јазик наспроти другите јазици и македонската литература и култура наспрема другите литератури и култури. Од конференцијата ќе биде објавен зборник кој што се очекува да биде една од најзначајните научни публикации објавени кај нас изминатиот период, имајќи ги предвид бројот на учесниците и реферератите, но и фактот дека ова конференциско издание е единствено од областа на македонистиката и по бројот на земји од кои има учесници. Следуваат вестите од светот. Висока температура, слабење на сетилото за мирис и вкус, покачено ЦРП и пневмонија се симптоми на новите соеви на коронавирус кои ја зафатија Србија. Лекарите предупредуваат да се биде внимателен бидејќи постоечките тестови за COVID-19 се несигурни, а чекалните предординациите се преполни. Масовно на болничко лекување завршуваат лица над 65 година, лица со хронични заболувања од кои повеќето невакцинирани, јавуваат српските медиуми. Според написите во последните 2 недели, лекарите по општа медицина работат со полна паре, а респираторните вируси и новиот бран COVID-19 се поагресивни, па болничките кревети на инфективната клиника и клиниката за пулмологија на Универзитетската болница во Србија се пополнуваат. Новата варијанта на коронавирусот ЕРИ се идентификувана и во Унгарија, објави петокот Националниот центар за јавно здравје. Најмалку 63 лица загинаа во пожар кој избувна утрово во зграда во Јоханесбург, најголемиот град во Јужна Африка, соопштија тамошните служби за итни случаи. Меѓу загинатите имало и мало дете, а според
според службите за управување со итни случаи уште 43 лица се повредени во пожарот. Зградата во која е избувнал е евакуирана, а портпаролот на спасувачките служби изјавил дека операцијата за пребарување на местото и исправување со ситуацијата е во тек. Според него бројот на загинати најверојатно ќе расте, а за сега не е познато што го предизвикало пожарот. Во внатрешноста на петкатната зграда се наоѓала и неформална населба. Станува збор за четврта постара зграда во Јоханесбург, зафатена од пожар во последните месеци. Во пожар во мала фабрика за облека на Филипините пак загинаа 15 лица, бидејќи пожарникарите не можеле навреме да стигнат до зградата поради поплавите во областа. Порад поплавите, пожарникарите доцнеле и поради метеж им била и дадена погрешна адреса. Пожарот во селото Танданг Сора во предградието на Кезон Сити е изгаснат по 2 часа и истрагата за причините за пожарот е во тек. Се претпоставува дека повеќето од жртвите се биле работници во фабриката кои спиеле во своите соби кога избувнал пожарот. Меѓу загинатите се и сопственикот на фабриката и неговото дете. 3 лица преживеале со повреди со кои се здобиле панично скокајќи од вториот кат на фабриката, а во фабриката се чувале запаливи материјали и текстил кои се користи за изработка на облека. Најмалку едно лице загина, повеќе од 400.000 останаа без електрична енергија поради ураганот Идалија кој ги погоди американските сојузни држави Флорида, Џорџија и Јужна Каролина. Еден човек загинал кога врз него паднало дрво во округот Лондес, а автопатската патрола на Флорида објавила дека 2 лица загинале во сообраќајни несреќи за време на невремето. Гувернерот Рон Де Сантос рече дека бројот на жртвите може да биде и поголем. Невремето се очекува до вечерва да го зафати поголемиот дел од југоисточниот брег на Сата и Италија. Сега стана тропска бура со брзина на ветрови од 96 км на час, соопшти Националната метеослужба. Метеоролозите најавија дека денес се очекува поплавувањето на крајбрежните области во американската држава Северна Каролина да продолжи. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!